И уште еден учесник, интересен учесник во дебатата, дами и господа, актерката Калина Наумовска, која ќе брани позицијата на женскиот пол во оваа емисија. Добро вечер, Калина. Не требаше без посебна најава. Без посебна најава. Победи. Добро, откако сте сите на место, да не губиме време, верувам дека веќе сте расположени да дебатираме. Мислам дека сите сте запознати со кампањата Македонија на CNN за овој проект кој што се работи за рекламирање на Македонија на глобалниот телевизиски сервис. Најпрви да слушнеме каде е нашата дилема. CNN ќе не промовира пред милиарда гледачи, ни помалку ни повеќе, туку 253 пати за 3-4 месеци. И сето тоа ќе чинело 300.000 евра. Сето ова ќе овозможи развој на туризмот и привлекување на странски инвестиции. Згора на се ќе не прикаже како земја на архитектура, култура и природни убавини. Колку ова прекрасно звучи. Ние навистина сме земја со убава архитектура, древна култура, полна природни убавини. Ама како сето тоа изгледа кај нас? Или колку ние се грижиме за она што имаме да го покажеме? Што ќе види странецот кога ќе дојде кај нас привлечен од бомбастичната кампања на CNN, подпомогната од материјалите на МТВ и Советот за радиодифузија? Запустени археолошки објекти, културни објекти во распаѓање, езера што ги снемува, планини што се рушат заради исечените шуми, села во изумирање, ѓубре на улиците, сиромаштија во домовите. Затоа ние прашуваме, дали оваа кампања на CNN за нас е реклама или антиреклама? Можевме ли сличен пример да направиме кога ни беше најпотребна ваква кампања, да речеме во 2001? Знаеме ли што точно ние сакаме да направиме и постигнеме? Точно така. Поведете, слободно. Господине Петровски, реклама или антиреклама, зашто станува тоа? Во секој случај, Македонија на CNN е реклама. Сум ги гледал рекламите за Хрватска и за Црна Гора и мислам дека е доста значајно да Македонија се види на CNN. Меѓутоа, две работи ми пречат во врска со ова прашање. Пред се ми пречи конфликтот меѓу претседателот и премиерот, што и на оваа реклама на CNN најдоа за сходно да се расправат кој на кој начин треба да постапи, што Македонија станува и со рекламата на CNN заложник помеѓу овие две политички фигури. И втора работа, мислам дека во време на предизборија, бидејќи сме многу близко до парламентарните избори, ова ми заличува на рецептна фабрика, значи знаете за која фабрика мислам, ангажираните новинари кои што седнуваат, ги гледаат и ги анализираат резултатите, односно каков рейтинг има владата и што треба да направи пред изборите. Мислам дека е задоцнето, можеше многу порано да се реагира, а секако дека некој може да се најде да сними негативен пристап, односно да најде и ѓубришта и работи кои што не би требале да се видат, но во секој случај Македонија на CNN е добро и мислам дека треба да одиме со таа кампања. За појаснување, фабрика за рециклирање, така ли? Фабрика новинарска која што работи за владата после 19 часа. Добро, благодарам, господине Петровски. Господине Каров или Бубо, вие сте член на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија кој е иницијатор токму на овој проект. Само да прашам дали е задолжително станувањето? Не како уште еден парламентарец кој што не смее да биде пониско од нашите актуелни парламентарци, можете да однесете. Ќе може да пробаме вака. Благодарам. Ајде прво со аплауз, молам. Ова не ми го мерите во времето, не? Време сега. Бидејќи ме најавивте како член на управниот одбор на Стопанска комора, должен сум и да појаснам некои работи. Пред малку Филип каже една работа, меѓутоа ќе морам да го поправам бидејќи овој проект се спрема многу одамна и овој проект е многу одамна најавен и од самата влада. Меѓутоа, рака на срца, мораме да признаеме дека ние малку задоцнивме со подготовките, расправајќи се околу тоа, расправајќи се околу истата работа за која што се расправаат и претседателот и премиерот. Дали треба да се оди со брза кампања, значи кампања која што сега веднаш треба да се пушти. Овие муабети се течат уште пред 5-6 месеци. Значи,